civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ви благодарам на поканата да бидам дел од оваа панел дискусија која што зборува за едно многу чувствително прашање, тоа е прашањето на дискриминација. И како представник на Министерството за труд и социјална политика, кое е надлежно министерство за креирање на политиките од областа на еднаквите можности и недискриминација, би сакала да дадам осврт на тоа што е вклучено во Законот за спречување и заштита од дискриминација. Знаеме дека во минатото, во изминатиот период, одлуката на Уставниот суд да се укине Законот за спречување и заштита од дискриминација предизвика бурни реакции, па дури и емоции, не само кај професионалците и активистите кои што се баваат со ова прашање, туку и кај граѓаните, затоа што прашањето кое што го третира овој закон се рефлектира доста во секојдневното живење на граѓаните и во остварувањето, пристапот до остварувањето на основните човекови права и слободи. Од тој аспект сакам да кажам дека живееме во време во кое што главна опција и главна насоченост треба да ни биде градењето на една социјална, демократска, праведна, современа држава, општество во кое што почитувањето на човековите права, еднаквоста и недискриминацијата треба да биде темелна вредност. Поаѓајќи од тука, во моментот, во државата немаме една заокружена законска регулатива, која што ќе биде посветена на дискриминацијата и еднаквите можности, и затоа во програмата на владата 2020-2024 година еден висок приоритет беше токму донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Тој приоритет е веќе реализиран. На една од првите седници на владата беше разгледуван предлог текстот на Законот за спречување и заштита од дискриминација и истиот е веќе во собраниска постапка. На 5 октомври е закажана Комисијата за европски прашања, каде што ќе биде разгледувана текстот по предлог законот, а веќе на следниот ден, на 6 октомври, е првото читање на собраниска седница. Зошто е важно да го имаме овој закон и што е она што овој закон го регулира во односи на прашањето на ова дебата за која што денес сме овде присутни. Законот за спречување и заштита од дискриминација ги вклучува сите европски меѓународни инструменти и стандарди во однос на почитувањето на човековите права и слободи, односно во однос на еднаквоста и недискриминацијата. Предлог законот беше позитивно оценет од Венецијанската комисија, од Советот на Европа, од Европската комисија, дека е еден европски современ закон и со тоа ми дава право да кажам дека со неговото усвојување од страна на собранието навистина ќе имаме една подобрена, ефективна заштита на дискриминацијата по било кој основ кој што е вклучен во одредбите од законот. Законот ќе се применува и во приватната и во јавната сфера и експлицитно во одредбите од законот се наведени областите каде што не sme да има дискриминација, меѓу кои една од експлицитно наведените области е токму и работата и работните односи. Во однос на она што нема да се смета за дискриминација, односно популарно на познатите исклучоци од дискриминација или мерките кои што не се сметат, исто така се експлицитно наведени, што е она што во јавниот и приватниот сектор, како мерка, како закон, како правило, ќе биде донесено, нема да се смета за дискриминација, тоа се таа позитивната дискриминација. Меѓутоа, експлицитно е наведено што е тоа и на кој начин. Може ли да знаеме за кои мерки се работи, зашто нема да се смета за дискриминација? Секако. Да, законот, текстот кој што е во собраниска процедура, предвидува кои мерки нема да се сметаат за дискриминација, а тоа се
нема да се смета за дискриминација мерките и действијата што се превземаат со единствена цел да се отстрани нееднаквото уживање на човековите права и слободи, се додека не се постигне ефективна, односно фактичка еднаквост на лице или група, ако разликувањето е оправдано и објективно, и ако средствата за постигнување на таа цел се пропорционално, односно се соодветни и неопходни. Такви се различни од третман на лица кои што не се државјани на Република Северна Македонија, во врска со уживањето на правата и слободите утврдени во Уставот на Република Северна Македонија, во законите и сите оние меѓународни конвенции и договори кои што собранието ги има ратификувано, а кои непосредно произлегуваат, значи, од државјанството на Република Северна Македонија. Исто така за мерка која што нема да се смета за дискриминација е различниот третман на лица или врз некој од основите кои што се вклучени во законот, поради природата на занимањето или активноста или поради условите во кои се одвива тоа занимање, а кое представува суштествена, односно суштинско и одлучувачко барање. Целта во тој случај треба да е легитимна, а условот да не го пречекорува потребното ниво на негова реализација. Тоа се мерките кои што се дел од законот кој ги предвидува и дел од мерките кои што се однесуваат на квотите за еднаква застапеност на жените и мажите кои што се вклучени во изборниот законник. Тоа е она мерка која што не би представувала дискриминација. И за да можеме да ги воведеме тие мерки, тоа се привремени мерки, значи се додека дел од нив се привремени, се додека одредена историска неправда која што е нанесена, како што е примерот со жените и мажите во изборниот законник, се додека не се постигне еднаква застапеност, значи имаат ограничено време на траење и од кое ќе биде воспоставена таа еднаква застапеност, мерките треба да бидат укинати, воспротивно, истите би биле дискриминација. Да, прво ќе ви одговорам на прашањето за ромите кои што беа спомнати, значи оние кои што нема име и презиме или популарно наречени фантоми, со подршка на граѓанскиот сектор беа идентификувани, имаше неколку огласи во Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа и во управата за матична евиденција, за водење на евиденција за родени, точно називот не го знам како, матична евиденција, неколку огласи, повици, за да сите овие луѓе се јава за да идентификуваме за колков број станува збор. Значи се дојде до одредена бројка на лица кои што немаат никакви документи за идентификација и затоа ги немаше никаде во системот. Се измени законот за матична евиденција, се додаде одредби со кои што на овие лица ќе им се издаваат привремени лични карти, за да можат правата од социјална, здравствена и од работен однос да ги остваруваат. Во моментот се прават правилниците по кои што ќе се издаваат овие лични карти, значи законот да се преточи во подзаконски акти. Садам дека многу брзо ќе можат луѓето да си ги остварат основните права од областа на здравствена заштита, на социјална заштита, да може да ги вклучиме во социјалната заштита во гарантиран минимален приход, доколку се невработени, а секако се невработени, и да можеме преку ГМП да ги вклучиме на пазарот на трудот, да си ги остварат основните екзистенцијални потреби. Значи се работи на тоа и се надевам дека наскоро. Сега и техничката влада, и изборите, и ковид кризата со короната, го успори малку процесот, но се враќаме повторно, сите државни службеници се вратија на работа, значи, и се надевам дека тој процес ќе оди многу побрзо и наскоро ќе ги осетиме придобивките од измената на законот, особено по однос на луѓето кои што треба да ги осетат овие бенефиции. А во однос на второто прашање, значи дали доколку е припадник истовремено на етничка припадност на одредена етничка заедница, меѓутоа
е припадник на ЛГБТ заедницата, дали ќе има дискриминација во пристапот до остварување на основните човекови права. Без разлика за кое право зборуваме, законот експлицитно го наведува сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи по кои се забранува дискриминацијата во било која област, па и пристапот до вработување, ќе се смета за дискриминација ако припадник на било која етничка заедница, поради тоа што е припадник има различна сексуална ориентација, биде дискриминиран и не си го оствари правото за пристап до работа. За тој аспект во законот ја зајакнивме и функцијата на комисијата за заштита и спречување од дискриминација. Значи веќе е ќе биде професионална комисија, каде што комисарите или членовите на комисијата ќе бидат по 8 часа ангажирани, некако сега да се состануваат еднаш во неделата и да ги решаваат представките. И покрај професионалноста, значи и заштитата на која што треба да работат, имаат надлежност и во спречувањето и во превенцијата. Подигањето на јавната свест и во општо во јавноста, кај граѓаните, па и кај работодавачите, дека различната сексуална ориентација, родовиот идентитет, етничката припадност, возраста, полот не смее да биде основ за дискриминација. И затоа го очекуваме што поскоро да биде донесен законот, да се објави огласот, собранието да го објави огласот за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, да почне да функционира и да ги почувствуваме придобивките од одредбите од самиот закон. И се надевам, верувам дека ќе имаме навистина поголема и поефикасна заштита во однос на дискриминацијата. Особено на оние ранливите категории на граѓани. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.